како сте десетмина по вашите факултети, дека вашите колеги ве одминуваат, не ве ни погледнуваат, додека стоевте и државте пленуми. И се сеќавам понекогаш и на запрашаноста во вашите очи зошто го правите тоа, па некогаш дури и на чувството на безнадежност, се додека не се собраа 3000, па 10, па станавте пролетта на Македонија. И тогаш ја извојувавте првата битка за која што јас паметам дека граѓани во оваа држава ја извојувала. Ова е втората. Овие неколку недели, јас знам дека битката на своји плеќи ја носеа десетмина од вас. Дење, ноќе, со документи, со изучувања, со проучувања, со убедувања, со се што требаше. Битката пред онаа зграда онде, која што треба да биде зграда со суштина, се нарекува ректорат. Храбро застанавте 20 да ја биете против авторитетите од професори, против авторитетите од ректори, на кои што им пречевте за да си влезат внатре, за да им бидат верификувани сенаторските мандати, за да си се одржи седницата за избор за ректор. И исто така делуваше безнадежно. Но ако не беа тие десетмина кои што не се откажаа, немаше да се случи ова денеска, а тоа е, замислете, да главниот науким се охрабри да излезе и да каже дека во понеделник ќе се преиспита нешто за што вие 2 години говорите. Топло се надевам дека сите оние во понеделник кои што ќе седнат на таа маса во таа некоја си ректорска канцеларија, дека ќе имаат делче од храброста и честноста која што вие ја имавте, ја имате, и дека сите тие делчиња ќе ги соберат да и погледнат на вистината и на правдата во очи. И дека најпосле ќе донесат сите тие мудри глави и сите тие титули докторски и професорски, дека ќе донесат некаква одлука и решение кое што е вистина. Сите овие денови, цело ова време, вие не говорите за ништо друго, туку за тоа што е вистина. А вистина е дека некои манипулираа со вашето представување. Вистина е дека некои крадеа и лажеа. И најпосле вистината излезе на виделина. И не може универзитет да има без студенти, како што не може универзитет да постои без вистина. Каков е тој универзитет? Какво е тоа знаење? Каква е таа наука, ако немаме доблест, едноставно кажано, да и погледнеме на вистината во очи? Ако го немаме тоа, да тргнеме на страна и закони, и статути, и членови, се да тргнеме на страна. Ако немаме храброст на вистината да и погледнеме во очи, тогаш немаме ни знаење, немаме ни наука, немаме ни ништо. Имаме една голема лага, како и да се нарекува таа лага. Кому таа лага му треба? Јас ви благодарам што бевте упорни, што покажавте дека мала и упорна група, која што верува во вистината и верува во себе си, без разлика на се, може да направи промена. Да, таа промена големата група ќе ја почувствува и ќе ја биде благодарна. Немојте да се откажувате од вербата во вистината. Зашто во мигот кога ќе се откажеме од вистината, сме се откажале од себе си. И сите оние титули што ги имаме, сите оние места кои што ги имаме, не се ништо. Едно безвредно ништо, како што сме и самите ние. Ви благодарам уште еднаш.